Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание. Вечерва гостин во студиото е почитуваниот професор Никола Пановски. Докторе, добро вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата. Благодарам што се озвавте, се извинувам што ја многу касно палам ко руска светица сум. Требаше многу порано да ве поканам, но мислам дека идеален мигот година дена правиме од започнувањето на кризата корона во Македонија и дојдовме до еден нов пик. На кратко ми интересира прво едно кратко согледување што направивме ние, што се случува овие година дена. Мислам, сакате локално, сакате глобално, како е веќе знаеш како губам конците како да го исперцепирам времево. Што е ова што се случува? Да, мислам дека главниот проблем што се јави на почетокот е преригорозно мерките, односно заблудата на повеќето, особено во западниот свет и Соединените Американски држави, особено во западниот свет, дека ние со затварање и карантини за 2 недели, така некој вика, ги затворивме на 14 март лани школите, на 28 ќе ги отвориме, зашто 2 недели, тој ако не му даеш луѓе да се шири, ќе го снема, нели 2 недели беше инкубација, така да сем Италија и Испанија што мора да ги направат тие мерки, бидејќи они закаснија со одбраната за да контролираат кај што луѓе по улица. И тоа само делови, само Ломбардија, сите други карантини, особено кај нас, кои беа поригорозни дури од светот, беа непотребни. Ја уништи економијата, ништо не добивме. Само ја го одложивме неминовното. Некои држави, како Словенија, Словачка, Чешка, сгреши па на Карловиот мост и прогласи победа, успеа до септември да бидат феноменални. Тој масовно тестирање, да сега имаат, особено Словачка е најлоша во Европа, со месец има по 100 мртви. Значи вирусот си чека и сака да си пројде редот. А тие првите случаи, особено летоска, беа со помалку трансмисивни вируси, сега побрзо се шири и да има они како нас или како Шведска повеќе луѓе заразени, да беа навикнати на животот, немаше така да ги удри. Сега слушам Исланд, кој одлично се справи, Норвешка, Данска и Финска, тоа се европски земји што меѓутоа кај нив постои страв, бидејќи ако ние направивме за антитела тестови во Скопје 37% позитивни, прошли со вирусот, во Исланд е 0,9%. Не дай Боже да им влезе, ршум ќе направи, бидејќи кај нас секој трет има имунитет. И уште има, можеби уште секој втор би бил, ако се гледа клеточен имунитет. Значи, се шири, ама не може до крај да букне. А во тие земји може да им се случи тоа што се случи во Словачка. Значи, ако не можете да издржите до крај со такви мерки на респираторен вирус, подобро постепено да го пуштите, економијата да живее, болниците да може да работат колку толку нормално. Така успеа источните земји. Австралија успеа со многу големи пари, до сега. И Нов Зеланд, значи, ако сакаат гледачите да разберат, смртноста во Австралија е 35 на милион. Смртноста во Европа е 1100 на милион. Значи, една болест во која имаш смртност 30 пати поголема. Успеа Кина, до некаде успеа и другите азиски земји, и многу успешно не се справува. Веројатно нешто се случува Африка, сем некои исклучоци како што е Јужна Африка, додека Јужна Америка, Северна Америка и Европа, со исклучок на Белорусија, кај што мора сега да видиме дека тука може има малце лажни бројки на умрени и заразени, тоа се сепак режими и така натаму. И нешто се случи што никогаш не се случило во историјата, да најбогатите земји настрадат најлошо. Тоа е Велика Британија и Америка. Тие се први кои настрадаат најмногу, иако на почетокот Италија, Шпанија, Германија некако колку толку се држи, значи, па и сега Словенија што е 10 пати побогата од нас, чиј буџет за здравство е колку нашиот цел буџет, има повеќе смртни случаи. Кој можеше тоа да веруе пред 6 месеци дека Словенија, кој имаше 110 умрени, не има 1000, дека ќе не престигне.
Ова го Тоа е потврдува- интересно. Значи, да 15 пати овие три континенти, Јужна Америка, пред се благодарение на Бразил, Северна Америка, со се Мексико и Соединените Американски држави, Канада, и Европа до Урал, имаат просечно 1100 умрени на милион, а останатиот свет, остатокот свет, 88 на 1000, од која Австралија 35. Тоа е најинтересниот феномен. 1 Колку и напрема да- 10 е разликата. И повеќе, да. И повеќе. Значи, која е таа, што се случува да некој Бангладеш, колонии бивши на Велика Британија имаат 15 пати помалку смртност. Некој ќе рече не тестираат, тестираат исто како нив. Сега некој ќе рече ги кријат бројките, ама до толку да ги кријат, не можам да разберам. Значи, тоа Што е се случува? многу интересен феномен. Кога збореа од Африка дека од Занзибар ќе доше, ја отворив да видам. Може одма да отвори. Занзибар има 3 случаи, нема смртен случај од кога постои епидемијата, островото. Го знаме, Значи, да, така. А Танзанија има 509 случаи позитивни, значи има пола од нас, 25-30 пати е поголема од нас. Има 21 смртен случај. Worldmeter, отворите тоа, 21 смртен случај има. И тоа се треба да се разгледа. Значи, ме прашавте да се вратам. Се овдека ова бара некоја, не знам, спектакуларна анализа, детална, Да, значи суперкомпјутер диплуова да го преразмета и да извлечеме некој заклучок. Кој е Да. заклучокот од ова? Заклучокот треба да ги пратиме некои стручњаци во Африка и во Азија и во Кореја и да видиме како се справуваат. Ама ајде да ги пратиме во Словенија. Зошто со толкаво справување, како што рековте, имаат толкава Да, смртност? они не пристигна, они се први во регионот. Зошто? Немам образложение. Не, Значи, не. моето образложение Да? е дека во Европа социолошки требало да се види дека ова што се прави со карантини не успева. Не успева. Не успева, дека народот е себичен под наводници, не ја слуша државата, човекот ви прави и он ќе си тера. Значи, правилно вика тој преќе умре од болест, отколку да не оди кафе да се напие. Ако 30 години пиел кафе, сега ти вика што ова нема да го правиш, ова нема. И он вика зашто да живеам. И ќе трпи 3-4 месеци, како што трпеле у Словенија 5, 6, после ќе види, абе гледа, ова нема везе од болести, имаме само кој Словачка има 40 умрени има у септември и кои ќе се пуштат, а имунитетот не постои, се шири многу брзо и не додржуваат. Земји што додржа ги кажав. Исланд, Норвешка, Данска, Шведска. И сега Шведска мислам си ја пушти од почеток, меѓутоа овие имате и мал број на смртни случаи. Значи тоа социолошки беше грешка да респираторен вирус сакаш да го уништиш со тоа што ќе му спречиш да се шири, а тој сепак чека. Сепак има доволно луѓе и сега карантинот има логика. Значи сега карантинот тоа сакав да те прашам. Значи сега карантинот зошто има сега логика? мислам кај нас нема. А кај нас? Не, кај нас сега рано. Има во земјиве Добро. како што Израел, Србија, Германија, Велика Британија и Соединените Американски држави, таму и не прават многу карантин, не сум толку утек. Значи сега вие кои ќе ставите 2 месеци како Германија рестрикции и ќе пресметате дека во 2 месеци ќе се вакцинираат, да речеме, 50 милиона луѓе. Добро. И кога ќе ја пуштите карантинот, рестрикциите, вие сега, ако на почетокот сте имале 10 милиона имунизирани природно или вештачки, сега ќе имате 60. И вирусот веќе нема така да се шири. Значи, од тие 50 милиона веќе им спасите животите на тие вакцинирани, особено на ризичните групи. Ако ние сега ставиме 2 месеци карантин, значи денеска е кој датум 16 или 17, изгледа грешен датумот, 17 гледам. 17. И на 17 мај, ние нема да издржиме, мислам, тоа се ќе се распадне, ќе има шанси, против. така е. И да речеме на 17 ме да пуштиме, што сме направиле, ние тогаш најоптимистички ќе имаме 100.000 вакцинирани. И 100.000 што прележале и не знам колку, 500.000 може ќе има имуни, меѓутоа ќе имаше милион што ќе бидат осетливи и пак само ќе одложиме неминовното. Неминовното, како што сега ова што го опишавте што се случува во Европа. Да, само се одложува. Али кога имаш тој логика има, ги тргам привремено луѓево, особено ризичните, ги вакцинирам и после ги
пушта мерките, очекувам дека нема така да се шири вирусот ако не дојде некој мутант нов, како што се ова не Но се случи. зошто? Ние ќе го сега ние да не беше овој британскиот, ќе бевме Ова кај нас во моментот е британскиот сега. заедно со отпуштање и кај нас, знаете. Зошто Сега кај пак нас народот кој ќе види дека му умрел некој фамилија, ова ќе почнат пак да ќе се повлечат. Ама се помалце, бидејќи се нервите попуштаат. психички тоа Не сам попуштаат, За- некој вика нема да. више да се не можат, не можат. Некој Не се можат. чувал, Разбирам, некој нема да ги се. Затоа разбирам. е многу важна вакцина. Значи тоа што почна да паѓа во декември беа два фактори. Се уплаши народот, Добро, почнаа познати луѓе да умират, нема више, не постои вирусот. така е. Секој фамилија имаше, после имаше многу, не е само дали ќе преживееш, 30% од тие што се у болница, па и тие дома се мачат уште, се инвалиди, не знаеме кој ќе им пројде. Ден на глава, ден на срце, де бели дробови, де го пече кожата, де му паѓа косата, не знам што нема, мислам. Се какви проблеми. И значи се тоа кога го вида они, навистина за нова година, за Божич беа прилично дисциплинирани. И потоа кога почна да паѓа, како што паѓа бројот, луѓето се отпуштаат, а во исто време коинциденција се прошири овој сој кој полесно се лепи. Кафаните се наполнија и тоа се заедно доведе до трет бран кој секаде постои. Додуше, ја обично ги бранам кафаните затоа што знам еднаш неделно да отидам, знам колку сме дисциплинирани, оддалечени, никогаш не се збори за автобусите кои сега... Тоа е бетер, тоа. Мислам, таму маска не штити. Баш кај квалитетот на маската. Не се. Ова ме интересира, дали можете да ми објасните, зошто ние имаме 30% имунитет меѓу тестираното население, а во Западна Европа е 0,80? Не, тоа само за Исланд беше. А тоа само за Исланд беше? Исланд, бидејќи Исланд држи 20 умрени, ги тестира сите и успева, бидејќи остров, успева да ги контролира овие. Тоа значи дека бродовите, особено многу авионите, низок успеале. процент има на имунизирани. Да, бидејќи не му дале, успеале, истото и у Кина, да барат Не е тоа антитела. одложување? А ако издржат вака и ако ги вакцинираат луѓето, тоа е, значи се оние ќе вакцинираат. Значи само да издржат. Сега да не им улета Да, некој или да ги норвежаните или финците кои ќе вакцинираат, а веќе вакцинираат, значи ако они издржат 5-6 месеци, ќе имаат вештачки, неприроден вештачки имунитет, а очигледно ќе успеат да ги одржат мерките. Лошо помина Словачка, која нема море, значи многу е важно и дали од сегде сте не знаете кој од кај влего Европа, друго е која си Норвешка или Исланд. На некој начин полесно се контролира, баш кај друго е со кого си окружен. Значи, Словачка е многу интересен пример. Они беа најуспешни без конкуренција во Европа. У центарот, у срцето на Европа, они има 24 смртни случаи во септември. И рекоа сега ќе направиме акција, за разлика од Чешка која ги лаба и мерките па даде оставка министерот, сега ќе направиме тестирање на сите луѓе за 2 викенда. Јас, професорот Даниловски, јас давме интервју во весници што мислите за тестирањето и дали може да се направи во Македонија. Така масовно. Масовно да целата, да 5,5 милиона, они рекоа немат 5,5, бидејќи некои живеат по села, по... Во ред. Едно 4 милиона, 2 милиона овој петок, сабота, недела, сабота и недела и 2 милиона ќе им земаат PCR тестови на сите. Имаме ли постои ли таква логистика? Не, тоа башка и 55 милиона евра чинеше тоа. Добро. И Што ги- за една земја као нив ништа не е? И ги најдоа тие скриените што не се изолирани да ги фатат и нив. И Можните кластери. Да. Секој што е позитивен ќе оставиме во изолација уште 2-3 недели, ќе го следиме и ќе прекине утопија испадна. И рекоа готово е, тоа го направивме, ама од сегде си окружен со Луѓе циркулираат. Циркулираат, прават, ќе најде начин. И кога букнат таму, они ако имале 24, да издржите 6 месеци со 24 умрени, и од негде 15 октомври не се спуштени под, ја го платам, под 77 умрени дневно. Значи од 24 отида на 9000. И бараат помош и нивните од Чешка и од Словачка се лекуваат во Полска.
Затоа што им се преполни Да, ги капацитетот. ставаат во возливо, што ги носат брза помош, и ги носат во амбуланско возило и се лекуваат во Полска. Значи, А има и уште едно да кажам, Добро. кој го има и кај нас. Значи Чешко-Словачка ја знаеме како земја од. Ако се име Чешко-Словачка, така се вика мутант. чешко-словачки мутант. Чешко-цртичка словачки мутант го има и кај нас, у Македонија. И тој го добивме. И тој го имаме. А потребен е посебен тест, како дознаваме дека го имаме мутираниот? Како се наоѓа, ти немаш COVID-19, туку ти имаш COVID-19 британски. Ти имаш COVID-19 Со овие чешки. тестови што денеска 4000 што се направи, Добро. не се знае. Се има од тие тестови има лаборатории, еве и ние тоа што кај нас го имаме, кај што одредуваат некои гени. Значи може да се посомневаме дека се работи за мутант. Кој мутант не знаеме. По симптомите? Не, по наодот. А по На наодот? РНК. На РНК каже апаратот тоа и тоа. И тие соеви се чуваат. Кажеш од овие, ово е сомнително. Не значи дека оне друго не е таков, ама дел се прави селекција од прилика 5% од овие 4000 ќе трнат на страна едно. 400 може да и многу, 100 ќе трнат на страна и тие 100 ќе ги испитаат дали постои британски или некој друг сој. И на тој начин го откриваат дека постои. После тоа, по случаен избор, од денесните 4000 и нешто, ќе земат 100, иако од 180 испаднат британски, значи кој вие новинарите анкета која правите. Не ги Да. Не ги зимеш сите, зимеш 1000 од сите градови ќе земеш, ќе видиш каде е почест и тие се селектират и се прават во Македонската академија на науките, во лабораторијата. Но Академик Георги Ефремов. зошто ние имаме 30% имунизирани Добро? со имунитет, на тестирањето? Да, неутрализирачки антитела. Неутрализирачки. А сигурно има уште поише, имаше анализа од професор Даниловски. Еве, јас сум тестиран, јас сум прележал, Така. ја имам имунитет. Во ред. Зошто ние имаме 30% како македонци, а другиве понапредни за европски земји, токму од овие работи што ги објаснивте со Па не изолацијата? кажам, не значи дека другите немаат. Се разбира дека Бергамо има 40 уште од април лани. Тие веќе им паднал. А веќе им опаѓа. Да, прашање колку е. Значи, региони и ова што кажеме Скопје, они наоѓаат луѓе што шетаат по улица. Така. Не може да ги фатат некои што сеат по викендици, стари луѓе, повозрасни, Разбирам. си се скриле таму по села. Значи, ова е за Скопје, луѓето што се активни, што на плоштад ги испитува во други поголеми градови и нашиот имунитет се должи на октомври, ноември, декември, јануари. Тука имаше голема број на случаи и сега ќе се појача сега. За жал, природниот стекнат имунитет носи жртви. Дали тоа може би значи дека многу мина затоа што еве на пример имавме многу чудни случаи, ние сме поголемо семејство. Да. Го зборам мојот пример, па од него да извлечам нешто општо за сите. Некои заболеа, некои не заболеа. Некои беа асимптоматски, некои симптоматски. Така е. Ја имав симптоми и едниот син, другиот син немаше никакви симптоми, но на крај ние машките во фамилијата покажавме дека развивме антитела. Кој Добро. повеќе, кој помалку, јас скоро ич немав, но на некој начин и со средби со некој кој исто така има, очигледно дека е тезата за тој клеточен имунитет, целуларен имунитет, точно. Сопругата и ќерката немаа ништо, а немаа ни развиено имунитет. Да. И се човек се поставува прашање, нели од тука и произлегуваат теориите на заговор. Како е можно некој воопшто ни да не заболи, некој воопшто ни да не развие? Бидејќи мене ми е јасно, ајде, можам да не заболам, имам имунитет и мојот имунитет не дозволува. Но немам ни антитела, не покажува ништо дека моето тело се соочило со вирусот. А знам, еве, на пример, дека на сопруга, и многумина ова ќе се препозна, дека се соочила, ние кревет делиме со сопругата. Не може да не била во допир, не, доцна се изолирав јас од неа. Така, значи, Што се случува? ништо чудно, мислам најнормална работа. Кај некои болести, како што се мали сипаници, што има вакцина, која ќе влезе, или овчи сипаници, кај деца се разболуваат сите што били у контакт. Доволно е да влезе у соба, доволно еден вирус, значи контагиозноста е 100%, или еден човек просечно заразува 16 луѓе.
Таква беше и вариола вера и така натаму. Значи тие многу се ширеа, меѓутоа имунитетот пак кај нив е доживотен. Сега ние Така. нема врачела, не можеме да се разберем. Од Јасно. малиси, од заушки нема да се разберем, сум прележал. Другите се вакцинирани. Тие може, ама и тие тешко. Иако сум пред 60 години сум бил болен, да имам дете од заушки, нема маска да ставам. Нема Татко ми беше вакциниран од вариола вера и доживотен имунитет, патуваше во Индија во кризни подрачја. Да, еве, Немаше никој јас сум 2 пати вакциниран, како сите, али тоа може после да го оставиме. Сега да се вратиме на ова. Да. Значи, кој ќе се јави грип во една фамилија? Така? Некојаш оболуваат сите. Сите вика легнавме. Добро. Ама најчесто не оболуваат сите. Еден, двајца ќе оболат. Еве, ние имавме март грип. Ја и син ми, он кој имаше тоа? Ми ја донесе. Сигурно грип беше? Трите, па се тестирав сега. Сега многу година дена, ама пред да се вакцинирам, имаме проект, се тестирав и антителата тие неутрализирачки и добив од професорот Петличковски, браво бе професоре, шубаво сте се штителе, викам, може пуба антитела да ми кажеше да знам дека втора доза нема да примам. Значи, негативно, 0,3. Значи, има грип, не заболуваат сите, еден ќе оболи, други не. Се заедно, ни маски, ни ништо. И на работа не заболуваат, и у школа не заболуваат сите деца. 5 ќе заболат, 10, некој никогаш нема да заболи. Ама Значи, тоа обично го една викавме, работа. некој има силен имунитет и дава има отпор. природен имунитет. Значи некои имаат природен имунитет. Ретко оболуваат од. Некој не настинува, не оболува, без разлика дали е корона и така натаму. Генетски може да е и така натаму. Втора работа, некои од нив имаат биле во контакт со сродни коронавируси новој, кои предизвикуваат настинки. Тоа се 4 типа. И многу се чести. Добро. Од предика, еве анализата, повторно ќе го спомнам професор Даниловски, бидејќи ја прати повеќе епидемиолошки, 10, правено е, имат клеточен имунитет, антитела веќе немаат, бидејќи тие се други антитела. Не ги бараме тие. Клеточниот се други антитела. Не, Тоа ми кажувате. други антитела се не би покажале на антитела. Добро. Меѓутоа имаат меморијски клетки кои се бидејќи се сродни со овој SARS-CoV-2, штитат и од него. Така. Штитат и од него. Некои па делумно симуни па проаѓаат асимптоматски или со лесна клиничка тика. Тоа се фактори што ги знаеме, особено генетски фактори се многу значајни, кај овие што ќе трнат. Дали тоа значи дека никогаш нема да фати корона, да, ако ќе никогаш? докажам. Да, еве, ако кажам болест кај што има многу испитувања, тоа е сидата. Добро. Значи има луѓе кои се негде помалце од 2 промила на земјата, кои не може да се заразат. Значи нивните рецептори, како што ги има овие АК2 рецептори, има и за сидата CD4 рецептори. Добро. Мутирале така да вирусот никогаш не може кај нив Да се закачи. да се закачи. И да почне да се умножува и да развие болест. Да, они не може ни позитивни да станат. Тоа е мал број, меѓутоа кај овој ковид е многу поголем тој, али треба време. Потоа има едно 2% од луѓе, како што е кошаркарот Меджик Џонсон, кои се заразуваат, меѓутоа вирусот организмот го контролира цел живот до крај. Не му треба ни лече, никад нема да се развива. Он е здрав, меѓутоа може да пренесе болест. Наш човек имавме од Прилеп, кој уште е жив колку што знам, 87 заразен. Ја зарази сопругата, децата умреа. Од сида. Од сида умре у Прилеп. Он е жив и го користевме, ја бар која бев тамо председател на Комиков, заменик министр, користевме во кампања. Што ќе дое, човек ќе се гушнеме да не се плашат, тоа се плаша сида се пренесуила со допир, не знам што, такви времења сме преживеале. Тоа е, ова што го кажав, се фактори од страна на домакинот, човекот. Меѓутоа има и фактори од страна на вирусот. А тоа е инфективната доза. Кај овој вирус е многу значен и докажано колкава, значи кој кажав оние преска варичела морбили, не еден вирус ќе ќе направи масакар. Да, Овде треба количина. Количина треба, значи треба доза, инфективна Да, доза. ми доктор Даниловски велеш, така. многу е битно по симптомите и колку ќе примиш Значи, све вируси. понатаму може да зависи од дозата. Прво дали е само во носот, има тогаш можност организмот да ги локализира, особено здрав организам, дали се па вдишани. И тоа голема количина. Значи, тоа е кој ќе ве нападне, како сме ние некоја тврдина, кој ќе напада до ден на шите,
немате време на сите страни. Како да ми опишувате Да. Боев Отров. Да, Дал нема. малце ќе го мириснем или ќе го Не вдишам може потполно? на сите места да одговорите и они успеваат да преживеат. Милиарди ќе угинат, меѓутоа некои ќе се скријат и ќе успеат да преживеат. А затоа се маските. Маските не дури викаат и имунизираат, бидејќи преку маската викаат проаѓа вирусот. Да, проаѓа, меѓутоа ако пројде доза која ја ќе ја совладам, дури Многу помала. Да, Така. и ако стално ми сум под контакт со мали дози, што често се случува кај здравствените работници, тоа јас сум го анализирал, особено епидемиолозите, вие нема да заболите. Значи, има за други болести, ова е нова болест. Меѓутоа, за други болести, луѓе што работат цело време со здравствени работници, ни на крај паметни, па ја дека ќе добие грип, да речеме. Ние кога сме биле во војска, сите доктори, 700 имаше, сигурно имаше на 400 болни од грип. И секој ќе ми текне по тоа кога одевме у касарната, ги слушавме, ни маска ни текнало да нити некој па се разболи. Значи, ние стално сме биле, особено на инфективна клиника, они се стално под мали дози на микроорганизми и со време стекнуваат Тезата на змиски отров. Да. Помалце се труеш и на крај стануваш толку Да. отпорен да и змија ако те Значи, касне тоа не е може да важно, отрие. инфективната доза. Значи, Затоа е тоа инфективната колку доза. сме блиску, колкава количина ќе Значи внесеме. дистанците и маската Па прават затоа разлика. надвор не се шири. Он надвор се шири многу. Он може од тука сега да дувне ветер, ако ще дойде ветрови, да го однесе вирусот и 5 километра. Ама ќе го разреди. Значи, овој се шири, треба да сватиме у затворен простор кога некој пуши цигара. Значи тезата прскање од озгора со авиони им паѓа. Апсолутно глупости. Мислам, сега читам Ја дека знаеш. прскале со отрови. Со отрови прскале, да. Значи Меѓутоа, како па антителава се создаваат против вируса, ако отров бил причина и не постоел вирус. Значи, има Так. антитела и може да ги поврземе антителата со болните. а, Може ПСР-от да го поврземе со болниот. отровот нема да предизвика антитела. Отровот труе. Апсолутно, нема да Значи тезите се многу логично се побиваат. Испадна една теза, Да? ја многу се смеев, ја бев против носење на маски секаде. Така? Мислев дека тоа на 23 април што се донесе беше доволно. И мислам дека од немак да се затворат кафаните, бидејќи од здравствен аспект треба, ама економски и социјален треба да работат. И окей. Меѓутоа не барај на човекот да оди со маска надвор и кој ќе седне да ја извади. А оди сам и да го казнуеш надвор и така натаму. И сретнав двајца сопружници постари од мене. Јас со велосипедот и гледам сами шетаат со машки. Далеко ја само здраво. И после викам еки им сеам зошто носат маски. Викам, таму полицаец нема. Страв. Самиот Каражовски рече, што запнал тој, за мене мислеше, на шапка, ја викам на попова шапка, треба да носам маска според законот што го донесува. Што запнал, кој ќе го брка на шапка, што не може да објасни стручно, почна нешто со некоја кукина прашина, ама и тоа не стоеше. И се прашувам, зашто носите маска? Нити има полицаец, сонце огреало. Треба воздух да дишите, џабе вие шетањето. Они викаат, ние размислуваме вака. Кажуваат дека се носела маска заради улична прашина. Улична прашина, кај што шетаме, нема. А второ вика, ако улична прашина, децата треба да носат маска, количка тие се а не носат. Најсензитивни. Значи не е улична прашина, а сепак не треба маска да носиме. И на планина, и на водна маска, и кога си сам. И единствен логичен заклучок, професоре, авионите. Авиони. Не прскаат со вирус, што не тераат на високи планини, па викам, бидејќи вика тогаш, тоа беше ноември, како сега, преполни се болниците и они сега кога видоа преполниме, вика носите маска сегде за да демек владата знае, до таму стигне дека владата знае дека не прскаат и не штити само заради болниците. Докторе, високи интелект сте, изворедно сте, ги капирате, работиве, ги анализирате. Страф е упрашање. Ја ќе ви кажам, страф е Нормално, упрашање. да. Ова е страф. И теоријата на заговор е да го оправда тоа. Нонсенс, иначе свеста твоја ќе полуди. Ти ставаш машка, нонсенс на дете им ставаш. Ко по авиони не трауми што им правеа, ги вадеа родители 2-годишно дете не носело маски и Добро, таков нонсенс. тоа е. Кажете ми, дали може да го пренесе вирусот човек што не развива антитела, што не развива болест,
Значи, дали мојата сопруга можела да зарази некого, сега ја и се извинувам на сопругата прво да се извинам за раат дома да бидам, иначе ќе ме обесат на маска. Дали она можела да зарази некого, иако не развини антитела, не развини симптоми, ама беше во контакт со мене? Да, прво да кажам, и кај нас, ако ги видите, скоро е 2:1 мажи и жени во смртни случаи. Го викаме веќе дека е ова машка болест. Значи, ова е 1800 со... Борам која беа 3000, 1900 со 1100. Не е 2:1, ама близко е. Мажи и жени. Значи, ние што ќе преживееме, ќе имаме поише жени за... О, женец сум, заборев. Помладиве, поинтересно. Помладиве, да, ќе останат како... Овако, како да прошла... Црн хумор, се извинувам. Како војна да прошла, нели? Како војна да прошла. Отише, тоа е веројатно со крвните сади и со генетика. Значи, има генетика. И кај многу што умреа, а се млади, нема друго објаснение освен генетика. Ништо не помага. Гледаш здрав човек, ретки се, меѓутоа и тоа влијае. Сега прашањево, значи, дали тезата, може... дали водел лош живот, здрав живот, ова, најлогичната теза е генетиката, дека тука одигрува улога како ќе се однесе организмот во цела. Секако, значи има исклучоци кои го потврдуваат правилото, така да не може да ги избришеме дека кај млади не... Меѓутоа, главните ризични групи се тие се. И кај нив ќе видите некој интересна појава, има над 100 години, помалку оболуваат. Не реагира имунитетот така бурно. Значи, се е диалектика овде. Сопругот го пуштија од болница, го излечија на кралицата, па уште се вакцинира. Мислам, име креат. Значи, ако човек, дали може да го пренесе? Ако човек кој е негативен на ПСР, да речеме, не знам, не е болен, дали може да го пренесе? Прво треба вирусот да влезе кај него. Добро. Да се размножи. Значи треба да покаже симптоми. Не мора да покаже, нели имаме асимптоматски. Добро, се извинувам. Значи треба да се размножи во голем, бидејќи не треба голема количина и после треба да го исфрла. Тоа е правило. Инаку ако само се налепи, тоа е имун како што се вакцинираните и така натаму. Сега ќе видиме кај вакцинирани ќе може да се размножува, меѓутоа кај прележани не може или не му дава едноставно организмот да се размножува. Он не се разликува ништо од масава. Треба да земам од тука, па да ставам, носот не можам да му земам. Јасно. Така да тоа толкава количина. Значи кај него не се размножува вирусот. Разбрав најкратко, двајца, едниот има симптоми, се повлекува, другиот е со него, може да се зарази, но на тест не покажува, нема, не е заразен, нема. Тоа значи дека он не може да го прошири вирусот натаму. Така е. А дали еднаш кој прележал, може да го прошири вирусот? Ако има имунитет, особено ако има тие IgA локални антитела и така натаму, а обично има, тој не би го прележал. Ако го прележа, се може да кажеме, ама на милион некој ќе го пренесе или на 1000. Меѓутоа не би збореле за колективен имунитет ако тоа што треба да кажеме дека 100% не се, како што е за сипаници за уж, дека 100% не се разболиме, па сите да биме имуни, ние затоа збориме за 70-60% дека тие што ќе прележале или што се вакцинирани нема понатаму да се шири вирусот и така натаму. Значи, основно за ширење на вирусот, главни ширачи се по студиите само 5 до 15% од позитивните. Тие се викаат супер ширачи. Значи, просечно, еден заразува 2,5 луѓе. Меѓутоа, во праксата, огромен број, 90% тие што се болни или позитивни не заразуваат никого, а 10% ги заразуваат сите. Тие се викаат супер ширачи. И тоа се прави на анализи, значи колку исфрла аеросоли, во колкава количина. Значи некој кога збори плюка, некој збори гласно, кој ќе го видите. Затоа многу се ширеше кога не се знаеше и затоа забрануваат опери. Значи тој не му треба 2 метра. Да нема гласно зборење, да нема пеење, да нема викање. Имаше хорво светел кај што заболеа од 60-50 двајца, 2,5 сата вежбале, а биле возрастни како мене, постари си вежбале, двајца умреа, 50 се разболеа. Сега, кои се главните ширачи? Главните ширачи ги викаме пресимптоматски. Зошто? Он утре ќе се разболи, значи овој хор и други случаи, си отише сите здрави дома.
Меѓутоа вечерта само еден од нив почнал треска и потоа по 5 дена, прво по 3 дена, еден, па по 4. Тој што бил поблиску по 3 дена, поголема доза пример. Почнува да се јавуваат случаи кои он ги заразил. Зошто пресимптоматски? Он е без симптоми, не знае дека е болен, не се штити, а најмногу си сврла вирусот ден пред да се разболи и првите 3 дена од кој е болен. И сега што кажете за супружници, ако они заедно биле вечерта, спиеле у кревет, и сега викаат дали ќе се разболам, па ти ден кога доби симптоми са бајле, а спиевте заедно вечер, спиевте. Чекај дека ќе добиеш бидејќи сте имале контакт. Ама се случува и да не доби. Ја Така да изолацијата, најчесто изолацијата е подоцна отколку што да го спречиш. Веќе биле у контакт, нели, маж и жена се заедно. Баш сега он вика ја отидов, сега 3 дена биле заедно, бил кивал правил, сега сум позитивен, сега ќе правим изолација. Па вие 3 дена најверојатно сте си го пренеле вирусот. Меѓутоа се зависи. Значи, единствен спас во цела ова приказна е додека не се вакцинираме 66% или додека не се заразиме 66% и развиеме имунитет. Да, после тоа пак ќе има болест, Ова е меѓутоа изјава нема... на Меркел која ја пуштив точно пред година дена овде во Да, емисија. со тоа што и се чудев што сака да ни каже. Со британскиот сој, Да? испаѓа дека треба и поише од 60. И така натаму, бидејќи некои викаат може ќе биде 80. Вакцината делува и за овој сој? За Pfizer кажа дека делува, сите вакцини делуваат на британскиот. Јас се плашам од бразилскиот. Од бразилскиот. Па за Pfizer која делува и за тој, се ќе се фалат која делува, па после ќе кажат дека се е Ќе имаме тоа Модифицирање и ќе има така. тука и бизнис, ќе каже нашата вакцина делува против 9 мутанти, а нивната против 7. Доктор Даниловски Затоа е поскапа и често така, вика подобро ќе ризикувам со вакцина од што да ризикувам вика со корона, затоа што да се разболи, Да. да. Како е вашиот став по тоа? Апсолутно, мислам за наши години не ќе му да правам. А што збориме сега со Значи, се јас повеќе во случаи декември- дека у моментов со британскиот имаме многу повеќе помлади луѓе, помеѓу 30 и Да, 40 меѓутоа нема години. смртност. Значи ние со вакциниве, Добро? искуствата со вакцини. Не, зборам Исто за се. болени од корона. Не Има зборам за вакцините. Значи, резултатите од вакцините не се дека ќе нема заболени. До сегашните резултати од вакцината Pfizer во светот на милиони луѓе кажува дека од смртностите и од хоспитализација 100%. Што ми е гајле ако јас не отидам у болница и се разболам. И дома си прележам како што си лежим многу полесно од грип. Значи ние ќе се разболуваме, нема да умираме. Значи и 67% само вакцинирите спречуваат да вирусот не влезе. 67%. 33% ќе влезе вирусот. И ќе бидат асимптоматски вакциниране, 33% од вакцинираните биле во контакт со вирусот и кај нив наоѓаат дека се позитивни. Меѓутоа се асимптоматски. Оние што не биле вакцинирани 100%, значи 67% го намалило. 90% намалува симптоми, значи воопшто не се јавуваат симптоми, односно намалуваат средно тешка слика, а 100% намалува хоспитализација и смртност. Значи ќе се шири вирусот, ќе има вако, меѓутоа нема да биде тешка болест. Тоа се случува и кај прележаните. Јас се сомневам за овие 20 смртни случаи што биле, дека првиот пат биле болни. Значи, овие 116, зборам за вчера што се кажа, тие добро ако се испитат, не значи ако сте биле позитивен и не сте имале симптоми дека сте прошле. Тоа може да е само вирусот дошол, не се создал имунитет. А кај што се создал, обично поминуваат полесно. Дури и овие... Ќе треба да се учиме да живееме со овој вирус сезонски, со годиниве како идат, како ви изгледа вам? Ја мислам ќе се навикнеме сега, што знам да кажам. Дали вакцината ќе морам секоја година како за грип или Ќе видиме. мислите дека ќе може Ќе на видиме. подолг рок тој Ќе видиме, податок? тука ќе има многу игри и нема да знаеме што е вистина, зашто некој ќе каже за секој случај нека има секоја година. Не е чудо да штити до живот.
како што ова што кажав детските болести, еднаш сме примиле, никогаш не се разболуваме повеќе. Само клинички Или студии сме можат да ни прележали. покажат или Пак клинички студии, меѓутоа кому ќе веруваме, има- арно викате? Клиничките студии, владите се финансирани од овие гиганти, може ќе сакат, може Бизнес. затоа и се форсираат мутантите, кои нема да штити од ова, ќе штити од таа, па која е најдобра. Во секој случај ќе имаме до година вакцини, ќе не знаеме што да им правиме, па ќе се бира која е поквалитетна, па ќе има тендери и така натаму. Ја очекувам дека ќе има вакцинирање веројатно. Докторе, вие сте прилично добро ја познавате ги познавате антибиотиците, Да. користењето на антибиотици. И овие година дена видовме една масовна, не знам како подобен збор, употреба, дилање, Да. преупотреба, овердозирање со антибиотици. Антибиотици, да. Но можам само единствено да кажам дека здравствените работници во состојба на паника, што се вика, подобро ми е да дадам антибиотик, одошто да не дадам. Има една Да. таа филозофија кај матичните лекари за да се штитат и самите. Ај малце да го објасниме тоа во целава приказна, затоа што во кој момент, како и така натаму. Многу дебати, прво да ви честитам на нервите. Гледам дека сте активни на страната со овите искуства на COVID-19. И постојано, а тоа е таа психоза, како ја издржувате со луѓе, пошто ја ова 20 години го правам и се мрднувам, ќе ми ја објасниш една работа, утредента пак истото те прашува. да. Пак ти истото те прашува. Зошто? Ја научи психологијата дека ону моментот може и те слуша, ама не го допира и не го интересира. Само човек која ќе го заинтересира лично, он влегува во шемат. И не се образуваме, не се информираме доволно. Да се вратиме на Значи, овие јас, некој антибиотици. кажа, не сум одговорил, ја до сега не се сеќавам на некој, може сум го испушил, на сите гледам да одговорам, прашуваат клинички прашања. Меѓутоа мислам дека Секоја ви чест за тоа. дека кој ќе напишам, не знам, не е за мене, ви пожелувам да се опорадите, обратете се таму. Повеќе они го знаат одговорот, сакаат да чујат дека си им посветил внимание. Им психолошки им значи, еве, гледам, осеќам, потоа кој ќе се вратат, благодарам се, а ја ништо не сум им кажал. Јас сум им кажал се е окей или не знам ништо, тоа што ме прашувате не ми е да, фала ви многу, значи некако дека Ќе дека мора со да ми некого- помогнеш, некој со клинички некого- невропсихијатар ќе мора овдека да дое во емисија, ова општа психоза ќе Да, настане овде така да- страшна работа. тоа Да е. се вратиме на антибиотиците. Значи, антибиотиците за ковид и за било која вирусна болест не се дават, не делуваат, тие се викаат антибактериски лекови, се дават за бактерии. Не постои антибиотик што делува на вирус. Не постои протокол во свет. Нигде во светот во кој за ковид се дават антибиотици. Колку знам, во Ни во Кина болница? не пил ни еден антибиотик препишан Нема на зошто. стотици милиони. Нема зошто. А овде дупли дози им даваат. Да, тоа е една работа. Значи не се дава понатаму да се спречи бактериска компликација, која е многу ретка кај оваа болест, се јавува негде после 10-тиот ден и тоа најчесто во болница, а не кога дома седи човекот. Многу ретка. Кај што ЦРП што го морат они покачено ми е на 5, треба да отиде над 150. Тоа е Значи, критерij. првим ЦРП-то мораме да го провериме ЦРП-то е пред да 150. Има дадеме. прокалцитонин кој го мерат во болниците, кој е многу подобар маркер и така натаму. Во секој случај, дома првите 10 дена антибиотик никаков не треба да се дава. Не да се дават два. Па се дават некои што немаат врска еден со друг, се комбинираат, а двојните дози за азитромицин или сумамет, тоа е лек од плива кој јас сум учествувал во негово испитување. Значи, тука ми данле уште која бил во испитување да го испитуваме на бактерии. Кога? 99-та, 2000-та, Да, предпоставувам. значи 99-та, Знам, работев маркетингот за нив. Цел свет сум го прошетал заради сумамедот. Сум бил во Малезија, у Канада. Ќе се сложите Европите. дека е навистина извореден добар? Значи, Или? по што е он извонреден? Прво 20 години проше. Отпорност не е тоа што беше. Така. По што е неговата вредност? Неговата вредност е, место да пиете еритромицин, кој е многу сличен, он е направен од еритромицинот, му внесле азот по 20 години. Еритромицин, тоа е вибромицинот? Не, еритромицин вибра е друга група. Добро. Вибромицин е тетрациклин, овие се макролидни антибиотици. Значи, на еритромицинот
пронеден 61 во Плива успеле да му внесат една молекула атом на азот и добиле азитромицин. 20 години го истражувале и откриле чудо, кое на Хрватски носеше повеќе пари отколку туризмот. Знаете колкаво е Милиарди. првите 8 години. Значи го наоѓаат тој лек, не може сами да го промовираат, па го даваат на Pfizer и под име Zithromax, значи во Западна Европа се викаше Zithromax, овде се викаше Sumamед. А нашава група бевме од Кина, Русија, Централна Европа и бивши Југословенски се продаваше како Sumamед. Што е неговата вредност? Еднаш апче ако се напиете, 1 грам, делува исто како да испиете 56 капсули еритромицин по 4 пати на ден. Истер ефектот, значи во клинички студии. Ако лечите хламидиска инфекција, се лечи да речеме со вибрамицин, може да испиете 28 вибрамицина и 1 грам одеднаш од овој лек. За да не го, дека тешко ќе го прифата тоа еднаш дневно, остана 3 пати дневно. Прво се пиеше 5 пати дневно, оваа доза, од 1,5 грам, за лекување на респираторни инфекции и други инфекции. После рекла дека дава исто ако се пие по 500 мг на ден по едно апче, 3 дена. И делува 10 дена. Тоа е неговата вредност. И ако ги гледате нивните проспекти, пишува близко до идеален лек. Идеален лек да се пие преку уста и да се испие еднаш. Доаѓа кај доктор, му го да, испи го, заврши терапијата. 10 дена си покриен со антибиотик. Чудо од лек во смисла на давање. Меѓутоа, бидејќи тоа тешко ќе го прифатат и пациенти и доктори, се остана да се дава 3 пати по 500 мг, а делува 10 дена. И јас сум го давал на старци и викам сега ќе го ставиме Сторецов 10 дена, ако сакат и 20, по 10 дена во неговите ткива ќе најдеме лек кој се уште делува на бактериите. За да објасниме. И сега тоа никако да се прифати и дава 6 дена. Производителот вика 3 дена. 6 дена е преку дозирање. И тоа масовно се да 6 пати по 500 мг, машка што не делува. Имаше некои студии на почетокот дека делува во култури на вируси, спречува раст и така натаму, меѓутоа студиите на луѓе не покажа ефект. И заради тоа што ќе делува на бактериите, ќе созда отпорност, не треба да се дава во... Па почна да го даваат со други лекови и спречување на бактериски инфекции со антибиотици, демек да спречиме, ние ќе пиеме антибиотици за да не му се лоши, е исто така вон протокол. Значи, покрај тоа што се потрошија многу пари, уште се трошат и упорни се докторите. Што е тука? Тука е психолошки проблем. Зошто даваат? Они знаат дека не делува. Како ми збориш, само се ежам. Мене Значи, ми дадоа знае... дупла доза. Значи, знае дека не делува. Сумамед. Што се случува? Ќе отиде на клиника, пошто дел од нив, Добро. што нема да им даеме лек, и дали ќе им даеме и нема да им даеме, ќе завршат со пулмонална втора фаза, треба да се лечат. Наш човек, недоучен, а тука има и доктори, има и специјалисти и професори, кој идиот те остел без лекови. И фамилијата ќе оди кај тој матичен, кој е прекрасен човек, кој место на тие 500 души што ги лечел годинава, на ниеден не му дал антибиотик, заради тој еден што ќе се случи дека добил така, ќе дојат да го напаѓаат. И тоа треба да се издржи. Значи, ќе го напаѓаат, ти си гостел така и така. Зошто? Зошто државата требаше да направи протокол. Кога ја кажав дека се труе народот, прво фондот требаше да реагира. Иако него се податоците ми ги дадоа фала, меѓутоа требаше да реагира. Имаш масовно труење на населението поопасно од корона, никој не мрдна со прст. Никое здружение и така натаму. Така до таа комисија... Што се ризиците од земање антибиотик без потреба? Значи има индивидуален ризик, особено кога се земаат двојни дози, така да тие што добиваат пролив и болки у стомак, не значи дека им е од ковид, значи добивате лажна слика, не знаете се дали од... Ако добие алергија, не знаеш од што му е алергијата, особено ако даеш 2 лека. Тоа е втора работа.
Трето се уништува нормалната флора, бактериите во цревата кои ни се нас не штитат. Значи, кога тој таков човек ќе отиде у болница, не дај Боже ако отиде у болница, него устата и многу полесно во устата ќе лезе габи и други бактерии и ќе му даде тешка бактериска пневмонија и поголема смртност. Тоа што ни го дала природата, ние го уништуваме. Ние некојаш мора да даеме антибиотици кои имаат бактериска инфекција. Меѓутоа овде не треба, овде е грешка. И глобалниот ризик, тоа е индивидуален ризик, баш кај економски се фрлаат пари без потреба, ги времесто да се користат за нешто друго, е што со давање на тие антибиотици, бактериите во нашата слина стануваат поотпорни на други антибиотици. Значи, заради ова што ни се случи со ковидот, ние ќе имаме проблем многу побрзо отколку што со лекување на чирв на желудник. Бидејќи овој лек, односно кларитромицинот, кој е сличен на овој, се многу слични, се користи за лекување на бактерија Helicobacter pylori. Ако масовно го пиеле овој лек, Helicobacter pylori ќе се научи, ќе ги уништиме сите осетливи хеликобактери у Македонија, кај луѓе што ги имаат у желудник, а ќе преживеат тие што се отпорни. И ќе се ја пренесат од еден на друг. И тука ќе биде тешко лекувањето. И тоа ние го имаме. Заради вакво давање на антибиотици, кај нас во болниците, многу повеќе луѓето потешко ги лекуваме, отколку, значи, спомнав скандинавските земји, таму антибиотик се дава само кога е бактериска инфекција. И таму овие тешки инфекции со обични лекови ќе се лечат. Значи, во Данска е ампицилинот или амоксицилинот главен лек. И тоа сличи на нас, и бетер се грците, Кипар, италијаните, шпанците и така натаму. Едноставно се даваат и кај што треба и кај што не треба и тоа многу тешко оди. Сега во последно време слушам повторно го враќаат и вибрамицинот во цела ова приказна. Па кога кажав ја за вибрамицинот, тие ставате да нешто многу потоксичен лек и го ставаат тој кој многу полоши резултати дава. Значи, нема потреба од антибиотики, ја не знам што да кажа. Јас сум председател на Комисија за борба против резистенцијата при Министерство за здравство. Меѓутоа, после ова што се случи, јас се повлекувам, не сакам Министерство за здравство да стои позади моето име. Бидејќи ако не се реагира, и ако ми се каже мене, тоа е традиција наша што се нервираш, тоа е одговорот од надлежните, и не преземање никакви мерки, аматичните па викаат, сега нас ли ке не казнуваат пак? Баш така. И така натаму, значи тоа е така да оваа смртност што се јавила е причина и ова е причина. Ова се тие кои ги зборите тие резистенцијата е создавање на такви опортунистички инфекции? Тие супербактерии. И кога ќе лезеш во болница, нема со што да го лечиш. Затоа стои дека болница еднаш која болниците може да траат само до 50-60 години и потоа треба да се срушат затоа што резистентните бактерии веќе не можат ни да се дезинфикуваат со никакви средства. И тоа стои. Меѓутоа, едноставно сите ние, ако пиеме многу антибиотици, се шират поотпорни бактерии. Значи, требаше, за да се, ова што го кажу, за да се заштитат. Зашто ќе спомнам и друг активен член, и да го поздравам, професор Никој Беќаровски. Кога сите зборя, зашто треба да добиеш подршка, не добиваш од колегите. Од некој добиваш, од некој не. Затоа ги спомнам сега. Драган Даниловски и денеска. Беше и Никој Беќаровски, овде ќе го викнам пак, да. Значи, и они викаат, ние даваме профилактички за да не добие човекот бактериска инфекција. А бактериска инфекција е многу ретко се превентивно, како што вика. А не постои во протокол. И они викаат, во протокол нема превентивно давање бактерии. Тоа исто вика да видите на БМК кај некого и да почнете да му дадете цитостатици за да не му малигнизира. О, Бог, да. Едно неколку години. Така сакаше да ги стресе лекматичниве кои повеќе од страв го дават. Да не бе обвинат, ја му дадов, ја го покрив. Фактички он, ја им викам, вие не го покривате него. Вие се покривате самите себе. Ние одамна меѓу нас пациентите збори тоа. Антибиотик дома на своје дете лекар нема да даде.
Ама тоа во западниот свет е чудо да се да антибиотик еднаш у годината, кај нас за настинки дават, мислам. Тоа и ние успеавме по 20 години да го спуштиме давањето на антибиотици за респираторни инфекции на пола и ова наистина ме разочара, бидејќи најмалку што треба да се направи. Еве на докторите протокол, вака ќе работите. На секој матичен. Должни сте да го почитувате протоколот за ковид, ништо поише. Таму, бидејќи каде го сете, не постои антибиотик, нигде, и кој ќе дое пациентот, еве како работам јас, така те лечев, и нема што да ми се жалиш зашто не сум дал. Науката тоа кажува, еве и написмено имам, и тоа не го прават. Не го прават со месеци. Зошто не го прават? Така да ја од оваа комисија ќе се повлечам, не сакам да стои под мене никаква институција. Сам ќе ја водам борбата, како што ја водам и сега. Кога немате помош, ја само се забавам што не одмогна, иначе никаква помош. Има здружение на тие лекари по семејна медицина, матични лекари, да каже нешто, да некој да помогнеш и луѓе се трујат. Се трошат пари. Значи, помојна мојата интервенција на Facebook. Ова е многу интересно. Со колешката фармацевт Кристина Христова, која ми ги дае податоците, ги обработи они со тимот, и кој јас ги објавив и на конгреси, и стручни трудови, и преку Facebook, и преку медиумите, во ноември имаше потрошено 77.000 од овој азитромицин, а во декември, ако имаш изброј на случаи, падна на 22.000. И фондот рече, само со овие пари, со оваа акција на Facebook пишување, ја не знам ни на компјутер, на телефон пишување акцијата, беа заштедени 200.000 евра во фондот и од прилика уште 200.000 што си купуваат од свој джеп. Само за еден лек. И тој другиот Цефиксим или Панцеф, и тој се спушти од 25.000 на 10.000. Беше мирно јануар, сега гледам пак почнуваат да дел од нив, дел не пишуваат, дел пишуваат, не знам што, не можам да разберам. Зошто се докторите толку плаши, докторот да го смири и да му каже, јас сум авторитетот, нема да пиеш лек. Иначе, зошто Јанко не би бил доктор? Така е, можем и ја да му препишам Па сите, антибиотик. што си ти PCR позитивен? Еве ти е шемата, пи. Не го прегледувам, не гледам ништо. Не ме интересира лабораторија, бидејќи и покрај лабораторија мирна му давам антибиотици. Истите лекои му давам на оној што треба, на што не треба. Кои се тие доктори така, зашто ни се потребни? По телефон башка. А и многу треба да ги почитам тие што тоа издржа да не го прават. Меѓутоа не се само матичните, има специјалисти кои мислат, особено професори таму по Добро. терцијарно, они све знаат. Тој не прочитал за антибиотик ништо. Они се знаат, они предлагаат на матичните да дадат. Значи има кој ќе отидете на инфектолог, има инфектолози што ќе му препишат оваа терапија која кажуваме, а човекот нема потреба. Таа една паника која Значи, антибиотик само ако на крвна слика се покаже дека има зголемени... Значи леукоцитите, полиморфонуклеари се зголемуваат, C-реактивниот протеин се зголемува. Значи во наш протокол македонски пишува дека CRP-то покрај другото треба биде над 110. А они даваат на 11, на 10. Мислам, над 110. Што е долгорочен ризик од земање на антибиотик? Ова ни кажавте, ни опишавте краткорочни. Чиер стомак, хеликобактери, така натаму и така натаму. Значи, долгорочен... Збориме, дали можеме да збориме за диабет, дали можеме да збориме, не знам, за болести на коски, мускули и така натаму. Значи, огромен... Значи, тој микробиом, значи, нашево тело, треба да сватат гледачите, се состои, ако по бројка, од 97% бактерии и 3% наши клетки, по бројка. По тежина, нашиве клетки се 200 до 400 грама, тежат, тие 97%. Од целово тело? Од целово тело 97%, ако ги изброиме клетки у телово. Значи, човекот е создаден од клетки, така? Добро, и ја мислам дека 100 кила клетки има овде. Да, 97% по бројка се бактерии, 3% се наши еукариотски клетки. Меѓутоа, по тежина, 100 кила се
Нашите тие 3% тежат 100 кила, бактерии тежат 300 грама. И тој е орган, признаен орган, се вика микробиом, 13-ти орган на човековото тело, без кој човекот не може да живее. Има врска и со диабет, има и со дебелина, со обезитас, со невролошки проблеми и така натаму. И тој не сме да го уништуваме без потреба. Човекот што примил антибиотици 3 месеци, 4, а не е тој. Значи, ложен на инфекции и на многу други работи. Се случува кај нас да кај децата им се дава што настинуваат секој месец и налетале на таков матиче, па му даваат еден лек, друг и детето мисля дека е болно. Детето е отруено од лекови, не може да се опори. Еве сега ми пише една на Facebook и тие највише, значи мене ме спасуваат покрај овие доктори што спомнав, луѓе што живеат во Западна Европа. Викаат, јас се преселив со детето и отидов на преглед и си одам, ја викаат, нема ли да му дадете на детето антибиотик? Они викаат, зошто? Па еве зашто е болно. Па викаат, ако треба ќе му дадеме, нема никако зошто да му даме. И јас отидов, вика, не спиев со вечери, детево ќе ми го умрат, детево пркна. Еве, вика, од кој излеговме од Македонија, тука сме 7 години, нема примено ни еден лек, а пиеше по 10 до 15 сирупи годишно. Ни еден лек, антибиотик нема примено. И тие кажуваат, овдека лек, во Германија да ти пише антибиотик само така зашто си кивнал. Треба да ти направи преглед, бидејќи го штитат, што кажав, глобалното здравје. Така да многу се бориме ние со тоа. И ова ми е мене едно големо сатисфакција ова што почна да се намалува пишување како поединец што сум успеал и така натаму, меѓутоа немав поддршка и затоа би се повлекло. Инаку имаме ние многу интересни приказни, многу нови матични лекари сме ги едуцирале и не знам зошто попуштија сега се тоа што им го кажавме, голем дел од нив, не сите, бидејќи имаше една докторка од Хрватска, од кај што е сумаме, значи лекот што јас сум го промовирал, сега кажам да не го припишуваат кај што не треба, ќе го уништат лекот. И тој веќе го уништија со тоа многу често. Затоа што кој ќе има потреба од бактериска инфекција, нема да треба да најдеме некој нема нов, да биде и така натаму, да. Нема да функционира. Апсолутно сте управо. И сега вика како да се одбраниш од пациенти што бараат. Таа резистенција е трајна, која ќе ја направиме на тој антибиотик, моите, или после неколку години може да опадне. Да избегаме од законот на природата, или кој сака нека биде Чарлс Дарвин. Дојде британскиот сој. Так. Го истера овој претходниот, прво дојде тој во есен, го истера претходниот. Зошто? Побрзо се шири. Тој што е поспособен, како што и обичниот грип не го видовме годинава. Така, значи тој што е животното што е појако, поагресивно, ќе стане главно во една земја. Овде кај вирусите тоа стане за 3 месеци, 4. Кај антибиотиците? Ги истисна другите. Кај антибиотиците, ако ти цело време го бомбардираш човекот со антибиотици, ќе преживеат оние што мутанти, тоа се мутанти, бактерии што се отпорни на тој антибиотик, тие ќе опстанат. Тие ќе се шират понатаму. Дали може да се врати балансот? Со години, со... Може, ако се прекине давањето со време да се вратат тие. Колку време и што треба човек? Многу треба, мислам, време да се врати. Не е толку брзо. Значи треба почитување да што помалку се дава, да се дават само кај што е рационално, што помалку и постепено да почне да се враќа. И кај нас тоа се случуваше. Што ни препорачуваш? Дека не се случи ова. Посебна исхрана, спорт, не знам што. Па тоа секако се препорачува. Значи тоа нема врска со антибиотици. Антибиотици се даваат кога. Не, за оние што земале антибиотици непотребно. Што како да се нив лично ништо нема да им биде посебно. Освен вака како што сме деца ќе се нив ништо глобалното. Нашата околина ќе има бактерии, која ќе стане тешко, која ќе добиете некоја, не дај Боже, сообраќајка, ќе влезете на интензивно, некој ќе става тоа тубусот, ќе ви се населат отпорни бактерии, или вие со вас ќе ги однесете таму. И сега да кажем еден случај многу интересен за проблемот со антибиотици, бидејќи матичните понекогаш се под притисок на пациентите. Нема ништо да ми даеш. Значи има и пациенти. Како не? Ама на овој му дадоа сумаме 2 дози, вие ништо не ми давте. Ама он полесно од мене, а него му дадоа.
па по 1 саат. И на крај матичната, пошто сега вака, ќе рече, или матичниот, ај земи ти, да му се трне од глава. Не знае, значи, ќе рече, Во ај да земе, суштина не треба нешто ако ништо стане, да се зема? Ништо. Апсолутно ништо. И сега да докажам за ова. Да, Само слушај, па ќе докажете, се вратиме. докажете. Татко со ќерка. И докторка му вика, таа беше кај нас гостинка, држеше предавање, матична лекар. Таткото вика, јас инсистирам мојата ќерка да добие антибиотик. Она вика, нема потреба, ви кажувам дека има вирусна инфекција, дека нема никаква потреба. Јас од тука не си одам без антибиотик. Вика, агресивен човек, ја му напишал рецепт, си отиде, без потреба напишал. По едно време се века, а како ова се пие, вие не ми кажавте? И она вика, тоаш ми дојде преку глава, вика, ќе ја земете ќерката, ќе ја седнете во фотеља, ќе ја навалите главата назад, шишето, вика, ќе го измешате во и ќе го отворите и целото ќе го истурите, вика, во нејзината уста. И он вика, вие ме зафркавате мене? Не, јас ви кажав дека не треба. Вие кажете треба. Не го мачете дете на 3 сата, на 6 сата да го бркате да пие со лажи. Одеднаш Сакате да го отриете, се одеднаш и тогаш вика, за тоа треба да имаш време и нерви. И тогаш вика, он ги зема рецептите, ги скина, ги фрли и се отиде. Не го зема антибиотикот. Значи тешко е со луѓе. Што беше прашање во претходно? Прашањето претходно е што треба да се зема? Идеш, ти детектираат, имаш ковид и сега што правиш? Значи по мене, ја да сум, не дај Боже заболен, не би земал ништо. Ако јадам салати, а јадам би поише што треба, земам витамин С. Ако сум надвор цело време, ќе земам витамин Д, зашто морам да бидам изолација. Инаку јас сум денеска сум бил на овој ветер 4-5 сата на сон и секој ден сум. Земам да го врне и така натаму. Што ќе ми е витамин Д кој имам вишок или ќе го измерам. Мелатонин е добар за спиење, бидејќи психолошки и така натаму. Сега тука е ивермектинот или фавипиравирот. Има лекови за разлика од овие. Ја го промовирам ивермектинот пред се не зашто ќе помогне, се надевам дека ќе помогне, ама знам ќе му дадат ивермектин, нема да му дадат антибиотик, а овој прави штета, овој бар не прави штета. Мора да се даде, а има студии дека помага, особено и фавипиравирот да се даде, а ефтине. 300 денара. Ефтине, тоа е антипаразитски лек кој се покажа и последниве студии дека навистина помага во третманот на како овој лек стана антивирусен лек. Па прво има и лабораториско испитување. И азитромицума медот делува на вируси, меѓутоа од некои причини нема ефект клинички. Кај овој делува и во култури на клетки. И рекоа дека тоа западниот свет рече тоа нема врска, треба да се дадат во 100 пати поголеми дози за да ова што го прави во лабораторија го да. Меѓутоа клиничките студии покажаа дека он делува. Особено делува во болници кај што 100 здравствени работници го пијат, тоа го пијат со месеци. 2 дена па на 2 недели. А други не го пијат. Едно време се даваше со ибромицин, ама испадна дека не мора заедно да се дават, почна во Австралија. И од овие 100 ниеден не се разболува. Што зема ивермектин? Да, од овие се разболува да речеме 13-15%. Што земаат антибиотик? Не земаат ништо тие. А не земаат тие се здрави луѓе. Значи здрави збориме за луѓе. здрави луѓе кои цело нема Но овој со ивермектинот ковид центри. О, А потоа има дека делува и ако се земе кои се штетните последици од нема штетни, тоа е стар лек. Како тоа Само како ако тоа се зема некои лекои за нервни болести и така на. Така да тоа е и ја мислам главна причина што не е промовиран и не се уште нема мултицентрична студија никој направена за него. оти е ефтин. Ефтин е. И ја мислам дека Западов преска зборев за бројките, тешка зборка ќе кажам, Бизнес. дека не најде Западот скап лек што ќе лечи ковид, таму па ќе умираат. Зашто и ивермектинов во Египет оди регистриран е за оваа болест. Во Индија е регистриран. Во Бангладеш се пие. Во Англија вика немаме доволно податоци. За ковид е регистриран во Египет, во Индија. За регистриран се пие за ковид.
И ние овие што ги имаме, сега што се... Доктор Даниловски, кога се сомневаше дека повторно можеби сум вика земи ивермектин. Да. Абе како туку така ми даваш ме, нели да не земам антибиотик ова не, вика безбедно. слободно земи го и да немаш ништо, нема да биде вика. Може само подобро да ти биде. Значи има научници кои за Америка вика дека вакцината во Америка ќе кочинала, Pfizer-ова, да? За да се вакцинат 300 луѓе, 13,5 милиарди долари, што е, некои викаат ќе се збогателе вакцините, гледате, тоа се ситни пари. 13,5 милиарди. 13 милиарди за една Мелбурн карантина чинеше 90 милиарди. Ова цела Америка 13,5 милиарди, а со 3,5 милиарди со ивермектинот да пиела цела Америка, тоа ми глупо. Да се испијат денеска, па по 2 дена и после на 2 недели стално да пијат. Сите американци за 3,5 милиарди долара да пиеле само ивермектин. Меѓутоа, со ремдесивирот, лек кој е 600 пати поскап од ивермектинот, е голема афера и голем скандал, кај што лажно напишаа дека, односно не напишаа во извештајот за смртноста, го намалил болничкото лекување од 15 на 11 дена, лекот чини 3000 евра. А што е ремдесивир? Антивирусен лек. Антивирусен лек. Кој се користел за други болести. За што? За свински грип? Па и за грип, за ебола и за не знам што. Како што? Ова вибрамицин, широк спектар за вирус. Да, има за некои РНК вируси и така натаму. И нашата држава го купи. Колку потроши, не знам, али околу $1.000.000 евра за тоа. Лек кој се покаже кога не намалува смртноста. А Европска унија купи, пак е американски лек, околу милиарда. И после излезе Светска здравствена, не предходно, овој лек, ремдесивирот, не делува. Ние кажуваме дека не делува предходно. Прво, за овие земи нешто 3000 евра, што е, воопшто не би го земал во предвид, бидејќи он действува кога да го дајете на почеток. Значи, денеска, колку имаме ние? 1300, така? Така? И на сите да им даеме? 3000 евра е лекот. Целата терапија. Ама затоа можеме ивермектин да им дадеме на сите. 400.000 ќе се дадат. Нити да оптеретиме, а ќе имаме посигурни и подобри резултати. Тој се мултицентрична студија и неправедно го кажаа дека треба да се земе и се зема и ние го земавме, а ивермектинот до ден денес никој не го испитува. Тоа е многу интересно. Сега има тие моноклонални антитела, тие се промовираат, меѓутоа тие сега беа, кога Доналд Трамп ги примаше, беа околу $100.000, сега негде се околу 2000 до 3000. Тоа Западот сега да го стигне негде на подносливи 100 и тоа ќе речат, ево е нашиот лек. А што е во суштина тој лек? Моноклонални антитела се антитела против вирусот, значи антителава што ги имаме природни, вирусот треба да влезе, да се размножи, па да ние создадеме антитела. А овие се готови. Вакцината да се внесе антиген или па протеин, да а овие се готови антитела произведени во лабораторија. Што е тоа? Моноклонални, бидејќи делуваат точно на тој како дел од вирусот. Ги земаме како живи антитела, како инекција се примаат? Има и како инекции, капчиња, не е проблем тоа, техничка работа. Важно ги произведуваат. Што е ова? Нанотехнологија, нанолегови? Не, моноклонални антитела има и за која наши луѓе одат у странство да се лекуваат и така натаму, примаат и такви лекови за малигни заболувања. Значи има моноклонални антитела кои делуваат против, ги убиваат малигните клетки. Така само е многу скапо. Скапа е технологијата и можеби ова болест ќе доведе до тоа значи тоа се до ден денес единствени лекои што можеби ќе биде докажано дека делува на вирусот ќе бидат се тие моноклонални антитела. Инаку докажано дека дексаметазон и кортикостероиди спасуваат животи во третата фаза, ако се дадат на време, таа цитокинска бура, намалена е смртноста многу во однос на пролетоска сега. Антикоагулансите, тромбоза и кислородот. Тие се тие работи што ова се друго дома што се прима, тоа е ради реда, тоа може се да се прими и преку уста.
дома да се третираме, ние што ќе заболиме од корона, да се третираме како... И да се третираш, да не се третираш, исто е. Како- Само ќе како дојде гре. некоја Но кога ќе медицина, дојде како веќе- ќе ти направи штета и ќе ти даде повеќе лекови. Препорачувате И да после се ќе видите, вакцинираме? хепаталните ензими се високи. Од кај знам дали се од вирусот, дали се од лекоиве. Од лекоите. Препорачувате да се вакцинираме? Па секако, секој може да се, да, апсолутно. Секој може да се го пресмета ризикот. Значи ризикот со годините расте. Дали меѓутоа треба да ќе- бидеме 100% вакцинирани за да конечно го Па се затвориме ова надевам, прашање? не. Прво, овие што прилежа, ќе примат може по една доза и тоа на есен. Ова што до сега го знаеме, бидејќи испитуваме антитела, како што кажа на Институтот за имунобиологија, кај здравствените работници, бесплатно, кој една група, извонредни резултати има, значи тие што има како вас малце антитело, 2, 3, 4, со првата доза има преку 100 и не мора да оди на втора. Овие као мене што нема, меѓу 20, 30 до 70 неутрализирачки антитела. Кога ќе ја приме втората доза, тоа ќе оди и понатаму. Значи, ако ги споредите ризиците, постои ризик и од AstraZeneca се, и за таа може да зборуваме, меѓутоа Гледам ја забранија веќе во 4-5 европски земји, а кај нас суспендирана е. Суспендирана. Сега тука е Добро. прашањето. Зашто се суспендира, а знаев дека таа ќе биде? $4. Добро, све кажа. Ова е два. Готово. И сега Бизнисот. кажуваат дека 7 случаи имале во Германија на 1.600.000 тромбози. И сега што ќе видат они? Ако сакаат да видат, дека на останатите 1.600.000 што не се вакцинирани, по статистика, ќе има најмалку 70 што имале тромбоза, 1.600.000 во Македонија. Сега, еве нема вакцина, така? Добро. И да речеме сме 1.600.000. Ја гарантирам, ќе ја следат 2 недели после вакцината. И сега да броиме ние Македонија од денеска до за 2 недели колку ќе имаат тромб во мозок. По просек треба да имаат 60 луѓе. А тоа е просек некој кој го имаме Просек немаме и вакцина. без, Да, без вакцина 60. ама Има не, светски и без корона го имаме тоа. Да, па така зборам, без корона, без короната нема. 60. И сега почнеш да ги вакцинираш и викаш, а ова да не е од вакцината. Значи тоа е исто големо прашање. Па дури има, викаат, нека бидат од корона 1.600.000, 7. Ај на 1.600.000 кои ќе се заразат, колку ќе бидат умрени? 3%. Знаете колку е 3% од 1.600.000? 50.000. Мислам 50.000 со 7. Може да се спореди. Неспоредливо огромна разлика. Кога би било таква. Неспоредливо. Па да завршуваме сега. Да завршуваме. Сакам да се звратам на почетокот само кога рековте дека сега овие мерки што се дадени се добри. Не реков добри, реков дека карантинот нема да има ефект позитивен, освен што ќе одложи притисокот на болниците, ако нема вакцина. Бидејќи кога ќе излеземе од карантин, повторно не чека вирусот, ќе спаднат од 1200 на 300, Што треба и после да пак се ќе растат. Има многу работи што треба да се прават, меѓутоа економијата кај нас е исцисана до крај. И кога збориме за ресторани, кафани и така натаму, јас би кажал... Ние збориме за 200.000 луѓе кои живеат од таа за жал, дејност. Ние парите што можевме да ги потрошиме и ги земеме од Европска унија сега, граѓаните ги дадат за тестирање. Тоа е голем скандал. До ден денес уште не може да се тестирате бесплатно во приватно. А требаше тоа по епидемија, по закон требаше да се даде и тие пари ќе ни беа вратени, бидејќи тие ќе беа од фондот 10 милиона у приватните и приватните ќе си добија пари. Нема 10, ќе добија 7 да речеме. Некој ќе мора да одговара за и така натаму и да се делеа маски. Значи кој ќе влегат автобуси да има маска да си земе да стаи од тие добрите, ако треба 2. Рестораните да работат само на отворено, сега ќе се стопли. Нема натре влегување. А попис? Второ, што не се направи? Од тоа што кажав, прочистувачи на воздух, ултравиолетови зраци, греачи, значи да се дадеа пари за греачи надвор да се. Сакаат у кафана, надвор нека седат под инфрацрвени. Да се греат, натре не. И немаше да се шири толку. Значи тоа се тие мерки, јавниот превоз исто така. Сега што може да се направи? Па мислам дека треба повеќе кампања за тоа што кажам проветрување. Ефтино е. Дека јас цело време одам по улици со таксисти, кажам, ќе го отвориш овој прозор и задниот.
ако тој седи до тебе, за мерено е тоа наука, има стручњаци за аеросоли, ќе се намали за 500 пати вирусот диагонално по 10 метри, пак затвори го. Кога ќе застанеш на друг, Го разредуеш. го разредува. Исто Го во разредуеш. автобусите, Многу во е јасно, комбиња. многу сте Немојте клими да Многу пуштате сте. што го вртат воздух. да, многу сте И јасни. така натаму. Многу сте јасни. Значи промајата е здравје за спас од ширење на вирус. Сега бабиве ќе ве нападнат промаја. Па тоа е проблем. Се шегуваме. Па така е кај нас. Кај нас само од промаја се умира. Попис. Сега во целава работа ние треба да имаме попис. Да. Како и за изборите кога почна да расте, мада тие бројки беа далеку помали од сега. Па не знам зашто не се одложи бар на 15 мај или септември, зашто мора да биде на 1 април. Две работи. Препорачувате да биде кога ќе биде потопло време, кога ќе биде Апсолутно. Зашто секако и бабата да може да отвори прозор. А јуни секако ќе може. Во април не знам дали ќе може. Што рековте, проветрување, Ама ја ќе си разредување. застанам на прозор кој ќе разговарам. Ја на работа, кој ќе влезам таму кафе кај што пијат, одам на прозор, го отварам и од тука си разговарам. И ризикот минимален. Никаков нема ризик. Пак сум со маска, ама тука сум кај прозор. Значи, ако сме на 5 метра, отворен прозор, или би го однал на тераса. Ако имам двор во двор. Меѓутоа, полесно е во мај или во септември, не зашто ќе биде, дека тој со маската, мене ќе ми пренесе со маска, ја ќе седам, тој ќе седи таму, ја тука, како ќе ми пренесе, не знам, ќе отворам прозори, другите ќе ги пратам у друга соба, нема да пренесе. Бидејќи ја у продавница кодам, седам по пола сат, секој ден, 1000 денови, па не сум ни помислил дека таму ќе добијам, а има многу повеќе луѓе. Меѓутоа, за да биде успешен, требаше да се одложи, да се затнат овие што викаат дека ќе биде, опозиција што вика ќе биде апокалипса. Нема врска со апокалипса, меѓутоа нема луѓето да нема да биде успешен. Ќе биде безбеден и неуспешен. За да биде и безбеден и успешен, требаше да се најде средина, да им се затнат устите и да овие бидат вакцинирани, попишувачите. А тоа може да се направи дури и за мај да бидат. Ако конечно тој да вакцинира, како што кажа денеска, значи, еве, јас сум се вакциниран на 8, ја ќе бидам имун комплетно, и сега сум, на 14, на 13 април. Значи, може некој што ќе се вакцинира на првите 5 дена во април, Дури да заболи. Да биде имун на 20 мај и тогаш може да биде пописот. Ама тие први денови додека го развие потполниот Не, имунитет, ја кажам ризичен? да биде потполно. Да, потполно. Инаку ризичен е исто како сите Леле, други. крај, нема, морам да прекинам, морам да те пуштам затоа што треба да стигнеш Така е. дома. Ја имам дозвола за возење во полициски Да, час, јас. ама вие немате. Огромна благодарност за вашето гостување. 30 да не бидеме досадни. Не е доста, ама затоа што навистина сте препон со енергија и сакате да пренесете. добро, Еден од ретките сте кои стварно искрено се заложила Значи, цело да време помогне. сум со спорт и надворна улица, со луѓе се среќавам на отворено, а овие емисии некако и социјални живот. Место да одам во кафа на мене, ова ми е некако дружење со публиката и со Уште да и ја со немав емисија, водичите. ќе полудев јас. Да, Вака така. барем секоја вечер имам некаква дружба, али дали со гости На или со моменти гледачи. заборавам дека сум пред камери, некогаш може нешто ми се испуши, нешто што не треба, вака често не треба многу. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам на Почитувани поканата, беше гледачи, пријатно. пријатно. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.